Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами на пресконференција денес се пофали дека од почетокот на оваа година успеале да процесуираат над 3500 нерешени предмети за легализација. Се работи за бесправно изградени објекти во општината како и на Попова Шапка, кој пак ќе продолжи да ги води советот затоа што се наоѓаат на една катастарска парцела. Тој ја обвини претходната локална власт дека крила предмети во фиока. Со одобрение за легализација се завршени 159 предмети. Во Советот на општината Тетово ќе се водат 338 предмети поради неусогласеност на намената на објектот со земјиштето и воедно представуваат прешка за јавниот интерес. Одбиени се 97 предмети поради правна неусогласеност и несоодветна документација на предметот. Стасани за наплата се 344 предмети, при што се повикуваат граѓаните да ја извршат уплатата предвидена со закон за легализација за да можат да го продолжат процесот на легализација на нивните објекти. 417 предмети е потребно и теренско испитување, па за таа цел формиравме неколку теренски комисии кои континуирано вршат проверка за да може да се направи споредба и компатибилност на објектот за кој има барање за легализација со самото барање. И на крај 2152 предмети имаат некомплетна документација и за секој од нив изготвивме заклучок за прекинување на постапката, при што секоја странка автоматски ќе биде известена. Предметот ќе продолжи кога потребните документи ќе се комплетираат од странката, додека овие предмети ќе бидат објавени на веб страната на општина Тетово, за да можат лицата кои аплицирале на брз и лесен начин да се информираат за документите кои им недостасуваат. Сепак, она што е навистина апсурдно и бара одговор од минатото раководство е дека 67 предмети завршени со конечно решение долго време биле чувани по фиоки наместо да им бидат дадени на странките. Ова не може поинаку да се протолкува освен како уште еден доказ дека претходното раководство од коруптивни причини ги држала тетовчани во заложништво.